Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, 29 февруари, неколку минути после 11 часот, поточно 11 часот и 7 минути, време за политичкиот магазин Кворум на брановите на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин. Во политичкиот магазин Кворум ги анализираме актуелните политички случувања. Она што е најново е дека изборите се одложени наместо на 24 април, Македонија ќе гласа на 5 јуни. За сега опозицијската СДСМ нема конкретен одговор дали ќе учествува на овие избори, што значи дека дилемите остануваат. Мој денешен гостин е уметникот и колумнист Ацо Станковски. Добар ден и добре дојдовте во нашата емисија, односно во радиото, и вие сте дел од ова радио, но овој пат од другата страна на микрофонот. Добар ден. Добар ден, драго ми е да учествувам во вашата емисија, која секогаш се бави со актуелните проблеми на еден многу аналитичен и темелен начин и на некој начин ги информира луѓето, ги воведува во една анализа околу нештата и на тој начин ги просветлува нивните гледања на ситуацијата, што е многу битно. Ви благодарам. За почеток, како што кажав, Социјалдемократскиот сојуз се уште нема конкретен одговор, односно не прецизира дали ќе учествуваат на изборите на 5 јуни. Кој е вашиот став? Дали СДСМ и Зоран Заев ќе се појават на избори на 5 јуни или можеби повторно ќе бараат нивно одложување? Све ми изгледа дека опозиционата партија бара некоја идеална ситуација, по нив идеална, која едноставно не е на теренот, и таа ситуација кога би можела да дојде, кога на тикерите би биле многу подобри, нели, според сондажите би биле, да речеме, барем приближни до ВМРО. Но тоа не се случува упорно, напротив се случува еден процес на осипање, на губење на поддршката кај народот, и тоа станува евидентно, и како проаѓа времето и како го иритираат народот, така ја губат све повеќе и повеќе поддршката, посебно последниот пат кога успеа на некој начин да се искамчат, нели, за пролонгирање за 40 дена на датумот на изборите, и тоа што викаат французите е са суфи, значи доволно е, претерано е веќе. И тоа се виде и во самата гестикулација и самата физиогномија, нели, на господинот амбасадор Бейли, кој како да испорача нешто што мораше да го протури, со тежина го испорача, демеке уште овој пат е готово, како некакво ценкање. Сега, за забава на народот може да се организира некој тип на лотарија, некој тип на кладилница, дали ќе излезат на 5 или нема да излезат на 5. И тоа може да биде еден вид квиз или еден вид забава или, нели, лото, било што. Значи може да му се даде некој хумористичен тип на димензија на сето ова. Меѓутоа, како што иде работата, нив нема да им го одговара ни на 5. Значи не се знае кога им одговара. Може би ни 2018 нив не им одговара. Може би им одговара во некое време за 20-30 години, но нит македонскиот народ, нит сите партиципиенти во општеството немаат такво време за чекање, и предпоставам дека 5 е веќе таа црвена линија после која или ќе дојде до избори или до радикализација, каде што силата на народот ќе демонстрира една волја и тогаш ќе мора сите да партиципираат во некаков процес. Така, Државната изборна комисија сега веќе има време да го прочисти избирачкиот список, и луѓето кои се дел од највисокото изборно тело тврдат дека се ќе се заврши на време. Од денеска, според информациите, треба да почне таа вкрстена проверка. IT компаниите више си ја завршиле својата работа, медиумите, амбасадорите и на САД и на Европската Унија сега порачуваат само регулација. Од друга страна пак медиумите не се дел од договорот од Пржино. Какви изговори, вие сте убедени дека и понатаму СДСМ ќе бара одложување на изборите, какви изговори може да очекуваме од опозицијската СДСМ, нели, за да се кочи овој договор од Пржино и за да се пролонгира датумот за избори? Па може повторно да се фатат околу медиумите, затоа што дури мислам и на 24 април да беа изборите избирачки од
список ќе беше веќе прочистен, така да тоа е едно алиби кое не држи. Исто така индикативно е што е во Сирија, која е веќе 10 години во една конфликтна ситуација, на крај имаме и воено кресчендо, нели, со класични бомбардирања на ИСИЛ и воопшто еден хаос. Гледаме какви се тие градови, мислам, сравнети со земја, огромни квартови, мислам. И сега баш во Сирија треба да има на 13 април избори. Како тоа, мислам, на 13 април избори? Таму има за прочистување милиони луѓе, така, кои побегнале од тој виор на војната. Така да кај нас некако изгледа како преку леп погача да се бара. Мислам дека све е тоа еден вид на синдром на контеса некоја, која цело време изведува и изволува нешто. Но мислам дека дури меѓународната се најде себе си во една инкриминирана ситуација поради тоа попуштање и поради тоа лобирање кај другиот дел од политичките чинители во Македонија да едноставно му дадат време на Социјалдемократскиот сојуз, но едноставно тоа е таа епоха на Социјалдемократскиот сојуз. Всушност, предпоставам дека историјата си доаѓа по своето. Тоа е последната комунистичка организација во Источна Европа, која на чудесен начин, со неверојатни маневри, со една итрост достојна за македонецот или византинецот, ако сакате, пошто сите ние на Балканот имаме некој контакт, нели, менталитетски со Византија, таа империја на итроста, нели, на конспирацијата и така натака, и еве, они го пролонгираат тој датум, успеа во неколку наврати, дури удриат чивија со злосречниот белгиец, така. Меѓутоа, сето тоа отпадна затоа што народот веќе нема трпение. А кој народ би имал? Ја мислам дека некои западноевропски народи одамна би го изгубиле трпението. Но ние сме, нели, народ на трпение, на траење, траече, трпе и така натака, трае, праe или трпение, спасение, тоа се мудри поговорики кои на некој начин го деконструираат времето. Значи, македонецот е по својата природа метафизичен народ. И благодарејќи на таа духовност неверојатна, он успева да проголта гнесни работи и да преживее. Значи, многу отров да проголта и да го преживее тоа како некаков колективен Распутин, нели? Не можеш да го отруеш, не можеш да го убиеш. Он све прифаќа, а пак е по негово. Така да мислам дека веќе нема бегање од целата оваа работа, затоа што ја мислам дури нивните, значи поддржувачи, веќе се на некој начин папсани и мислам дека апатијата ги проголтува. Нема време такво што они може да го добијат за да се ребрендираат и да направат turnover. Значи ова иде кон некоја, да речеме, минимално освојување на пратеници, но продолжување на политичкиот живот или еден вид исчезнување, ако они не излезат на избори, например, ако бидат доследни на својот инет, мислам дека нема да преживеат како ВМРО што преживеа 94-та кога не излезе. Тоа беше уште млада партија, имаше перспективи. Но ова е партија која трае више од 45-та година и нема веќе енергија за повторно да воскресне како феникс. Затоа, во зависност од тоа дали ќе бидат кооперативни и конструктивни, зависи и нивното политичко преживување на сцената. Така, дали може да очекуваме доколку не се појави Социјалдемократскиот сојуз на избори, тоа го споминавме како отворена опција, дали може да очекуваме тука пред радиото, како и претходниот пат, да се постават шатори, Социјалдемократскиот сојуз да протестира, истата слика од пред неколку месеци? Па може да се случи обид, но ја мислам дека веќе кога 2 пати, 3 пати ќе се преживее истото, станува банално. Ако револуционерниот, под наводници, нели, преврат не се случи на јуриш и одеднаш и додека е се уште подгреана ситуацијата и додека ги имаат сите тие меѓународни вектори за својот грб, нели, како ветар во своите едра, ако тоа не се случи во тој, нели, интервал, тогаш нештата почнуваат да затапуваат
веќе мотивацијата доаѓа на нула, спласнува и нема, да наречеме, иако тоа за мене беше псевдореволуција, немаше никаква врска со било каква револуција, туку со може би еден тип на гротескна представа, би рекол, една иритирачка представа, едно празнење на фрустрациите повеќе. Тогаш не верувам дека ќе имаат сила. Може би ќе се случи нешто, но тоа ќе биде комично и ќе биде дефинитивен крај на нивното солирање во македонската политичка сцена, зашто веќе се неиздржливи. Мислам, дури и за меѓународната, веќе мислам дека некои делови од меѓународната губат надеж со нив и ќе се откажат, ќе ги пуштат по вода. Тоа е мојата предпоставка. Уште доста имаме да зборуваме за оваа тема, но претходно мора да ги испочитуваме нашите спонзори, време за реклами и се враќаме во студиото. Подсетување за оние кои подоцна се вклучиле на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија, го слушате политичкиот магазин Кворум. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител. Мој денешен гостин е уметникот и колумнист Ацо Станковски. Господине Станковски, споминавте дека доколку СДСМ се фаќа за нешто, за повторно одложување на изборите, тоа ќе биде повторно медиумската сфера. Но од друга страна, ВМРО-ДПМН најави дека нема да учествува во оние преговори за медиумите, каде како посредник се јавува белгиецот Питер Ван Хауте, го прогласија за турист во земјава. Како го коментирате вие се во ова и како мислите дека би се одвивале понатаму преговорите доколку ВМРО-ДПМН не учествува на тие преговори? Па прво мислам дека нема потреба да се преговара за медиумите, затоа што ваков тип на преговарање, курсот што го наметнува СДСМ е навистина не само непрофесионален, недемократски и нечовечен. Тие како да одбиваат да сватат дека секој медиум има своји преференции врз база на својата, да речеме, внатрешно уредувачка идеологија, гледан или не гледан. Ние гледаме зашто трите, да речеме, под наводници провладини медиуми се гледани, зашто народот сака да си го провери својот став и тука го проверува. Никој не забранува да се гледаат другите три медиуми, нели, финансирани, тоест блиски, финансирани, нели, од блиски кругови на СДСМ, од меѓународната, исто така, од Сорос фондацијата. Едноставно народот не се препознава во таа идеологија и во тие ставови и не ги гледа, му сметаат, го замараат и го нервираат. Како сега можете вие да вршите таква една виртуелна лоботомија на македонскиот народ? Пазарот е воспоставен, секое чечкање во тие природни механизми на развој на пазарот е едно насилство врз една прилично деликатна сфера како што се медиумите. Така што ја мислам дека ВМРО заедно со народот и професионалците во медиумите се избори за таа слобода. Дури по цена мислам да се одложат изборите, дури тука во тој пакет, значи Ван Хойте падна за 40 дена плюс. Значи ВМРО даде 40 дена плюс за главата на Аждерот Ван Хойте, нели, мислам, не Аждер во буквална смисла, туку во интелектуална смисла. Видовме една ароганција од негова страна, типична за тој така наречен западен мек или љубезен фашизам, но овде дури се разоткри тоа љубезното и излезе едно чудовиште на површина кое е крајно субјективно, егоистично, плюс тоа никогаш не се потруди да навлезе во вистинските структури на македонското општество. Беше ли неговата улога посредничка во целиот процес? Па никако не беше посредничка, ја мислам дека беше субверзивна против владата. Едноставно тоа се виде дека идеше унилатерално. Од тој беше инспириран и брифиран на некој начин, усмеруван од СДСМ и он го испорачуваше тоа на повисоки нивоа. За жал, ние уште не можеме да се ослободиме од авторитетот на тие луѓе што го имаат и што на нас делува субмисивно и сервилно. Значи, овие генерации што сега стапуваат во политичкиот простор, треба да се работи со нив, да се деконструираат авторитетите на така наречената меѓународна. Значи, не е за мене оваа меѓународна што се појавуваат овие 5 револвераши на тие 5 земји од Западна Европа плюс американецот. За мене меѓународна е се тие 139 земји што ја признаа нашата татковина. И кон нив имам респект. А не кон овие
да речеме држави кои со својата надворешна политика го запалија пола свет и сега ги живеат консеквенците од нивното дејствување во Северна Африка и на Блискиот Исток. А и порано, мислам, тоа е една традиција на мачење на другите народи. И веројатно дека, сега ќе го употребам токму Ван Хауте и неговата реторика, предпоставувам дека таков е нивниот менталитет. Колониалистички, расистички и колку и да се кријат, тоа ќе излезе од нив. И покрај целата љубезност и политичка коректност што ја лансира и што како некаква догма ја рецитираат како папагалија, всушност внатрешноста е многу поужасна, би рекол, дури девијантна, маниакална. Не сите луѓе, таму има прекрасни луѓе, али токму овие што идат кај ни во политиката носат еден расистички багаж, што го видовме кај Ван Хауте, да не зборам за злосторствата што Белгија ги има направено во Африка, во Централна Африка, какви ужасни злосторства има направено. Тоа е колонијална сила, нели, и која едноставно била ужасна во однос на своите поднаводници робови, всушност вистински робови. И сега цел тој менталитет доаѓа тука и почнува да соли пане. Тоа е страшна навреда за македонскиот народ. Не верувам дека некое прашање може да предизвика ново блокирање на тој курс кој води кон 5 јуни и кон изборите, но треба да се очекува може би некоја друга афера, која ја немаме сега во свеста, која се кува во нивните мрачни одаи, нели, во нивните катакомби, а која може да иде на разни линии. Да речеме линија тероризам, може би ќе се измисли нешто ново, може би специјалното јавно обвинителство ќе има свој нов напад. Првиот беше крајно неуспешен, се изразилија, пропадна, посебно со апсењето на Темелко без налог и на тој насилнички начин од началник кој е сменет од страна на Оливер Спасовски, нели, за таа намена. Значи, провидни се. Исто така, одлично искуство можам да кажам дека сите оние кои се видени како симпатизери на ВМРО, кои на јавната сцена се изјасниле како такви по некое прашање, да речеме, од сетот прашања што се појавуваат на македонската политичка сцена, како мојот случај, да речеме, се отфикарени од социјалните служби на новата министерка на еден брутален начин. Зборам за некои социјални помоши, да речеме, и така. Што значи дека тие веќе ја спроведуваат агендата, иако имаат минимум власт, но веќе се покажува нивната огромна амбициозност и таа агенда што господинот Заев ја пројави во своите настапи, кога рече дека ќе јадат живи луѓе, дека ќе виткаат кичми, дека ќе сменат све од хигиеничарка до министер. И на вистина тоа се прави, тоа не се... Тој човек многу лаже, но во случајот не излажа, затоа што имаше многу јак емоционален импакт во неговите емисии, апропо да речеме иднината или начинот на кој тој мисли да спроведува одредени стратегии во политиката која ќе дојде на власт. За среќа нема никогаш да дојде на власт. Не треба да го жалиме, доволно имотен за да има еден угоден живот, но власт тоа е премногу. Тоа е само за луѓе кои имаат огромна одговорност, а кои не се бават со такви подмолни стратегии и тактики како што е јадење живи луѓе, сменување се од хигиеничарка до министер и виткање кичми. Може би тој е планиран за да свитка кичма да смени име или да свитка кичма да направиме логор во камп за прифат на бегалци во Криволак, во Крволок. И тамо да бидат пола милион или милион бегалци, но ние имаме други интереси. Ние еднаш веќе имавме катаклизма од тој тип 99-та и што се изроди после тоа? Граѓанска војна во Македонија врз етничка база. Значи, тоа се големи ризици. Треба многу внимателно да се оди во ова ново преврежие геостратегиско што се случува сега, за да не испаднеме 13 прасе, нели, да не испаднеме најглупите од сите во таа низа која иде од Солун па се до Берлин. Господине Станковски, 11:30, на половина сме од емисијата, мора да направиме еден пресек и се враќаме во студиото, продолжуваме со разговорот.
Повторно сме назад во студиото. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум. Мој денешен гостин е колумнистот и уметникот Ацо Станковски. Господине Станковски, додека траеше паузата, поразговаравме за вашата дејност. Велите, знаете, политиката да ја пресликате во на што вие го работите. Која е ваша најголема инспирација? Па вака, мора да признаам дека со политиката многу често се бавев, ја имплементира во уметноста како инспирација, како еден театрум мунди кој се одвива на светската сцена, на космичката сцена и како една голема реална драма. Во контекст на историјата тоа се више митови кои ја надминуваат реалноста, што викаат larger than life. Од древните ликови, например, секако дека еден од најинспиративните без конкуренција во политички контекст е Александар Македонски и неговиот татко Филип. Секако дека има големи и интересни ликови од древноегипетскиот период, како Рамзес II, Тутмос III. Исто така римскиот период е страотно интересен, Цезар, Октавијан, Август. Например, некои исто така кралеви кои се интересни, да речеме, како Калигула, кој е епицентар на една перверзија, каде што политичкото и психолошкото лудило се спојуваат во едно и тоа исто завршува во атентат. Неговите преторијанци го касапат после едно излегување од Колосеумот во некои катакомби. Нерон, поет, тој е малце и искривен, што се однесува до историското прикажување, малце е оцрнет, не е баш до толку, мислам, перверзен и луд да го запали Рим и да пишува поезија, за да биде инспириран да пишува поезија, тоа веројатно се некои измислици. Но било како било, има интересни ликови во секој случај. Некои филозофи, нели, секако се многу интересни од тој период, уште од балканската антика, па римската антика е, например, еден филозоф Цезар е Марко Аурелий, еден голем ум, но исто така и владетел. Од модерните, да речеме, би рекол, она што е понова историја, без конкуренција интересен е Адолф Хитлер. На него му посветив многу своји уметнички анализи. Секако тука е и Ленин како еден многу интересен, Сталин, тоа се стварно столбови на една историја, да речем, на 20 век, како карактери. Пред тоа нешто Наполеон, нели, со целата аура на своето лудило и помпезност. Денеска еден од најинтересните, мислам исто така во минатото интересни беа и Тито, нели, тоа беше каризматик, вешт, владетел, суров, исто така, кој неприкосновено владееше цели 40 години. Исто така би рекол дека Кенеди е една многу интересна романтична фигура. Фидел Кастро е фантастичен тип. Некој од минатото, например Че Гевара, како еден символ на револуцијата, кој беше злоупотребуван тука во овој турски камп пред Виена, нели? Пред зидините на Виена. Денеска без конкуренција најхаризматичен е Путин. Тоа е еден скоро ангелски лик. Понекогаш го доживувам како архангелот Михаил, кој дојде на планетава да спроведе одреден ред. А тоа што Западот го мрази само сведочи колку му се плаши и колку е он успешен во прекројувањето на глобалната геостратегија. Инаку Советскиот сојуз, тоест русите, изгубеа многу. Тие дадоа огромна бројка жртви во Втората светска војна, војуваа со 95% од силите на Третиот рајх и го победија сами, влегоа во Берлин, ја окупираа Германија 2 месеци пред сојузниците, англосаксонските сојузници. Мислам дека добија малце на Јалта, дека требаше поголеми територии да добијат, можеа да се раштркаат, па не Берлин да биде поделен, туку Париз или Ла-Манш да биде, уште повеше на Ла-Манш да биде ставена железната завеса, но Сталин, за разлика од англоамериканците, ги почитуваше своите потписи. А гледаме дека традиција на англоамериканците е да не ги почитуваат своите потписи, што видовме сега апропо изборите. Нели, Бейли се потпиша, ама не важи за него потписот, така?
Тоа е тајната на успехот на тие колониалисти, на тие робовладетели од минатото. Меѓутоа, А кој ве инспирира од нашиве македонски политичари? па од секако, денешницата? за жал не сум ги сликал. Сум приметила дека се дел од вашите колумни, меѓутоа ме интересира дали од некоја уметничка анализа се дел. Секако дека имам многу голема почит кон владетелот, кон господинот Никола Груевски, за кого мислам дека е најдобриот политичар што се појавил на македонскиот терен од 45, најмалце од 45-та навака, но ако се земе в предвид дека ние ја загубивме државата со Самоила уште, предпоставувам дека од тој период, значи од 1014 година до денес не сме имале таков политичар како него. Претходно имало големи политичари, Филип, Александар, тие големите кралеви, митските кралеви, Каран, Аминта, Пердика, што го правеле македонското кралство, но и подоцна некои римски императори се од македонско потекло, пред се најголемите дури би рекол, како што е Константин Велики, но исто така Јустинијан, за кого се предпоставува, нели, не се предпоставува, има докази дека е роден во Таор, тука Скопско, но тоа е еден од најзначајните владетели во историјата на западната хемисфера, затоа што он го испорачува правото, римското право, јустиција романа. А тоа е, значи, еден колосален цивилизацијски потез. И тоа наш човек го направил. Така, неговото име е Петруш. Значи, он е од слованско потекло, што е парадоксално визави таа теорија за преселување на словените, која по мене е чиста историска фикција и е резултат на германската воена историја, која има пред се геостратегиски претензии и интереси. И така тој фалсификат е на некој начин имплементиран. Иначе во другите историографии нема никаква врска со доселување на словените, а тоа што сме слични со русите, украинците и северните словени по култура, јазик, менталитет, па и ген, е тоа што уште од 10-тиот век пред наша ера нашите луѓе од Балканот, значи не викам само македонците, туку и лирите, денешните срби или тракиците, денешните бугари, кои се епицентарот на историското словенство, се селеле и го колонизирале Црноморскиот брег. Па така како што англосаксонскиот фактор и германскиот фактор ја создаде United States of America, така ние сме го создале и Русија, расејани или диаспора. Што значи дека ние сме имале и многу време. Ние, например, тоа почнало пред 3 милениума. За разлика од тоа што почнало пред 3 века Америка. И гледајте сега каква тоа има една специфична, автентична и покрај својот еклектицистички тип на структура, значи едно ниво, една визура која веќе има нешто типично. Тие се оформени за 3 века во нација, имаат и историја соодветна и на моменти и релевантна, кој што е антиколонијалната историја, овај војна против британската круна, начело со Џорџ Вашингтон и другите големци од тоа време. Потоа граѓанската војна од 1861-65, која Линколн нели ја води против југот. Во секој случај, значи, можете да замислите за 3 милениума, си се создала една автентична култура, но иницијалната каписла е токму од балканските словени, од јужните словени, кои се фактички епицентарот на словенството во историски контекст. И затоа вакви лаги, вакви глупости кои им се сервираат на децата и се деформира нивниот светоглед пред се во однос на историјата, а тоа па повлекува одредени психолошки консеквенции. Дали вие ќе бидете задоволни со својата историја или ќе се чувствувате како некаква наезда примитивна, така? Така да историјата има што да каже, а има фасцинантни ликови кои на некој начин ја анимираат историја. Така. Време за реклами и влегуваме во завршниот блок од денешниот разговор. Останете почитувани со нас, се враќаме за кратко во студиото.
Така повторно сме назад во студиото, го слушате политичкиот магазин Кворум, гостин е колумнистот и уметник Александар Станковски. Господине Станковски, за крај би сакала денешниот разговор да го заокружиме повторно со изборите на 5 јуни. На почетокот споменавме дека опозицијската СДСМ нема конкретен став дали ќе учествува на изборите. Од друга страна, лидерот на владеачката ВМРО-ДПМНЕ предвидува дека тоа ќе на 5 јуни ќе биде референдумско гласање. Кој е вашиот став за изборите на 5 јуни и што очекувате да се случи на овој датум? И дали конечно Македонија ќе излезе од политичката криза во која со месеци се наоѓа? Па ја мислам дека целото општество е веќе уморно, веќе нема сили, нема веќе нерви да се бави со оваа работа, затоа што таа е напумпана како балон, нема никаква суштинска содржина. Имаме онака една генерација која сакаше да доживее нова младост преку револуцијата, нели, кога не може преку рок-н-ролот, кој папса дефинитивно. И се, нели, малце револуција, малце еден вид на екзалтација на сите тие веќе луѓе од над 50 години кои на времето нешто сонувале некаква револуција, па сега да ја обноват пред да дојде, нели, замаглувањето дефинитивно и самракот на животот. Точно го знам тоа, зашто и ја го проаѓам тоа, но немам никаква волја за револуција, напротив, може би да се искреира нешто повеќе. Но во секој случај мислам дека изборите ќе се одржат, дека ВМРО ќе победи со огромна разлика, затоа што не се ни гласа помеѓу ВМРО и СДСМ, туку се гласа помеѓу ВМРО и меѓународната. Па сега македонскиот народ преку глава му од меѓународната, нели, од блудницата вавилонска, и помеѓу еден човек кој има одговорност и визија и желба да направи нешто и се даде, нели, за каузата, работеше ужасно многу, преоде огромен пат, се бореше со секакви немани од политички аспект и економски, па дури и од природен катаклизмичен аспект. Видовме колку се даде. Никој од албанците не отиде во Шипковица, а владетелот ги натна чизмите и отиде таму. Така, да биде со граѓаните од тој дел на Македонија. Значи, немаме таков пример ние, таков херојски пример, а воедно еден рационален, еден голем стратег, еден визионер. А од друга страна имаме меѓународната, еден собир на снобови, еден собир на најодвратен тип на перверзници. И сега ако ќе го ставите Исус наспроти Бараба, кого ќе го избереме, така? Сега владетелот не е Исус, фала Богу, мислам, не треба да го распнеме, туку Исус во смисол на неговата вредност, морална и човечка. Наспроти, нели, злосторниците кои све прават да го обрушат македонското општество и да создадат хаос. Изборот е многу јасен и тука мислам дека ќе биде она огромна разликата, преку 300.000 очекувам дека ќе биде разликата, може би повеќе. Затоа што СДСМ во својата непринципиелна борба се асоцираа со самиот нечестив. Значи се асоцираа со онаа сила, со оној символ кој не тормози веќе 25 години, а не тормозел и пред тоа. Да не отварам сега историјата какви тормозења сме имале од тој фактор. И сега тој треба да го гласаме, нашиот джелат историски. Тоа нема да се случи. Си гласа фино за своите, за тие што му прават добро, што ја поспешуваат македонската држава и средина, што го градат општеството, што го дизајнираат просторот на еден убав начин, и тоа ќе биде и пред Бога и пред Вселената еден вистински потес на македонскиот народ. И после тоа веројатно сите овие крлежи ќе отпаднат, затоа што нема веќе да имаат политичка храна и ќе се придвижиме на еден курс кој ќе биде креативен, верувам, барем следните 4 години. Така, ви благодарам јас за овој разговор, тука мора да привршуваме. Има уште доста да се зборува, но се надевам во некоја наредна прилика.
Ви благодарам Благодарам. уште еднаш. Вам, почитувани слушатели, ви благодарам на вниманието. Бидете со нас повторно за 7 дена на истата фреквенција во истото време. Репризните, слушајте ги репризите на политичкиот магазин Кворум. Целосната емисија може да ја пронајдете и на нашиот вебсајт rsm.mk. Денеска е 29 февруари 2016 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој е во продукција на Радио Слободна Македонија, техничка реализација Далибор Зафировски. Останете со програмата на РСМ. Имајте пријатно попладне. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.